Програми наменети за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва гостин во студиото е пратеникот Илија Димовски на истата тема за која разговаравме и вчера со Ивона Талевска, а тоа е законот за медиуми. Овој закон кој го предложи СДСМ според реакциите на јавноста, политичарите, стручњаците, новинарите и сите останати кои ги засегнува и кои не ги засегнува, перцепираат дека се работи за исклучително недемократски и рестриктивен закон. Господине Димовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Благодарам за поканата. Мене ми е и тоа како во прилог и треба да разговараме, сепак ова е областа која мене најмногу ме тангира, а тоа е слободата и демократијата. Кон што тежнееме со овие преговори, значи пржино све е затворено колку што знам. Груевски даде оставка, специјално обвинителство, изборен законник, избирачки список. Сето тоа се согласи и остана медиумите. Остана, она што го пишува во договорот од јуни и јули, е да се работи на подобрување на медиумското опкружување. Тоа е единствената реченица која го пишува во тој договор, но врз база на таа реченица се влече некоја аналогија дека треба чуда да се случуваат, да се менуваат закони, да се менуваат структури на органи, на тела, на јавен радиодифузен сервис и така натаму. Како и да е, не е битно. Факт е дека во многу меѓународни извештаи се посочува медиумската сфера во Македонија како област на која што треба дополнително да се работи и ние сме спремни да разговараме. Секоја добра идеја и не поврзано со тој договор од летово, секоја добра идеја која што може да помогне, во ред да се разговара, но секако тоа не може да биде по принцип на притисок, по принцип на уцена, по принцип на ставање на зид, по принцип на инетење и така натака и така натака. Што има проблем со медиумите во Македонија? Видете, не е проблем со медиумите во Република Македонија, заради тоа што начинот на кој што функционираат медиумите во Република Македонија е сличен на начинот на кој што функционираат медиумите секаде. Во Америка пред 5-6 дена се случи пресврт во трката за председател на Република, за кандидат за председател на Америка од Републиканската партија. Наместо Доналд Трамп, сега фронтранер, како што викаат они, нели, човек кој што трча прв, е Тед Круз. Во списанијата и во телевизиските станици, кои што ја поддржуваат отворено Хилари Клинтон и Демократската партија, има написи од типот Тед Круз не е луд, повеќе од тоа. Во магазин од типот на Rolling Stone. Значи, вели, не само што е луд, туку и полошо од тоа. И нема регулаторно тело кое што на Rolling Stone ќе му забрани да има напис со свој осврт, уредувачки осврт, став на новинар, компилација од текстови и така натака и така натака. CNBC и MSNBC во Америка отворено и јавно и со уредувачки одлука ја поддржуваат Хилари Клинтон да биде и кандидат на Демократска партија и да биде избрана за председател на Америка. Тоа го направи и неколку познати амерички весници, Вашингтон Пост, Нью Йорк Таймс. Отворено застана. Отворено застана. Кај нас не сме, бидејќи не сме биле Америка. Кај нас мислам дека 2008 година прв пат се случи и последен пат Нова Македонија зазема став дека они мислат дека едната од двете страни треба да победи. Од тогаш наваму јас не сум забележал, со исклучок на, ево вие, на господинот Геровски, но повеќе тоа беше пакувано како негов личен став, не беше како став уредувачки на Шпиц, на Плюс Инфо, на Слободен печат. Тоа сум го забележувал. Кај други медиуми не сум го забележувал, но и да се случи, јас немам ништо против. Господине Димовски, не ме интересира вашето мислење, ме интересира она што го разговарате со странците вие како представник од ВМРО ДПМН. Значи, што им е нивниот проблем? Секаде во светот ја перцепирам дека постојат опозицијски и владини медиуми. И тоа не е проблем. Или личности кои што поддржуваат лева, десна, центристичка, граѓанска, конзервативна, либерална идеологија. И колку знам и во најлабавата демократија дека постојат про и контра медиуми. Зошто е тоа проблем кај нас? Сега запри. Доколку се изгласа законот на СДСМ, ти ова што го кажа не смееш да го кажеш.
Ти не смееш да кажеш свој став. Тука е. Значи, ја ќе правам емисија за Девид Боуи. Ствари, не Не смеам само да тоа, кога ќе имаш контактни емисии, ќе мора Уствари, да обезбедиш, да. ќе мора да обезбедиш колку луѓе ти се јавуваат да дадат поддршка за твојата идеја за велосипедски патеки покрај Вардар. Ќе мора толку да обезбедиш и кои ќе се противат на твојата идеја за велосипедски патеки покрај Вардар. Иначе воспротивно? Иначе воспротивно, по законот кој што го предлага СДСМ, Агенцијата за медиуми, нејзиниот совет, во кој што може да членуваат секаков профил на луѓе, може да те казнат еднаш два пати, може да ти изречат мерка забрана на вршење на дејност, а и може да ја земат лиценцата на оваа телевизија. Што сигурно, нели, како беше она, кажи ми една реченица, било кој што ја кажал, ќе направам за тој за тоа да виси. Че види, прашањето на слобода на медиуми во модерна смисла се толкува колку помалку регулација, толку подобро. Зошто тогаш бараат толку голема регулација? Не се Заради да тоа што не е борбата за слобода на медиуми, туку е борбата за доаѓање на власт. Проблемот со медиумите, знаеш каде е најстанат, Јанко? Не е дека нема медиуми кои што отворено ги поддржуваат или спинуваат против власта, против ДУИ, против ДПА, против трети, четврти, пети и така натак. Проблемот е мора да има причина зошто СДСМ 10 години губи на избори, а истите луѓе ја водат. Како Радмила Шекеринска ќе останеше толку долго на позиција во СДСМ, ако СДСМ беше виновен за своите порази? Раскажете ми за преговорите за закон. За преговорите. На маса имаме еден предлог кој што е комплетно, ја вчера употребив и термини поради тоа што искрено и бев шокиран. Гаргамел закон, луд закон и така натаму. Например, овој закон предвидува дека Советот на Агенцијата за медиуми ќе цени што е пристрасно, што е непристрасно известување, што е професионално новинарство, што е непрофесионално. Ќе цени дали нешто е балансирано или небалансирано. Ќе цени нешто дали е морално или неморално. Ќе цени дали се опфатени сите засегнати страни. Ја вчера кажав неколку примери да ги повторам. Пример, ако излезете вие со став дека Кирил Лазаров е добар ракометар, ќе мора да обезбедите човек во студиото кој што ќе ви се спротистави на тоа. Не, Кирил Лазаров не е добар ракометар. Или ако јас вечерва како Велешенец ви речам Пепи Манасков е легенда на македонскиот ракомет, вие мора да ми се спротиставите. Ако ја или мора да пофалите најдете човек, Велешката а не знам дали ќе најдете. пита, тогаш ќе морам од Штип да Не, за викнам. Велешката пита ќе најдете некој што ќе се спротиставува, тоа ќе биде од Штип. Но ако јас кажам дека Пепи Манасков е легенда на македонскиот ракомет, нема да најдете човек што ќе се спротистави. Тешко мене. Имаш проблем. Имам проблем. Така, Законски имам проблем, да. законски имаш проблем. Значи, Па тоа може е- ќе ми прогледаат низ прсти од морално-етички причини. Добро е Видете, тоа што го кажа. нема закон во Европа со кој што ваквите стандарди, кои што се поврзани со етика, со професионалност, со избалансираност, со професионализам и така натаму, се инкорпорирани во закон. Сето тоа е прашање на саморегулација помеѓу новинарите, која што може да биде на ниво на еден медиум, Сител си прави саморегулација, новинарите во Сител си прават на 10 страни, дека ако кажеме вест за Јанко Илковски дека ова и он, морате да го побарате на телефон да го прашате дали е точно или не е точно. Ако имаме од ВМРО, треба да имаме и од СДСМ, ако имаме од ДУИ, треба да имаме и од ДПА, бар да ги побараме. Ваше е да ги побарате, ако не сакаат да ви дадат изјава, ќе си дадете во прилогот, не сакаат од СДСМ да коментираат на оваа тема, завршена работа. Тоа е прашање на саморегулација на ниво на медиум, на ниво на истородни медиуми, например на ниво на телевизија или на ниво на печатени медиуми или на ниво на интернет портали, или генерална саморегулација која што има во одредени држави, каде што сите здруженија на новинари, асоциации на медиуми и така натака составуваат едно тело кое што најчесто се вика тело за етика и тие сами одлучуваат за своите стандарди, за своите професионални односи. Зошто? Заради тоа што директивите на Европската унија, повелбите од Советот на Европа, Декларацијата за човекови права забранува мешање на власта, на органи од држава во слобода на изразување на новинари, уредувачка политика, избор на теми кои што ќе ги разработуваат, избор на начин на представување, на личен став и така натаму и така натаму. Значи со меѓународна регулатива тоа е забрането.
Дополнително, ние со Уставот на Република Македонија сме гарантирале слобода на изразување во неговиот член 16. И нема можност, освен со Устав, таа слобода да биде загрозена. Ако ние во собрание гласаме ваков закон, како што СДСМ предлага, тогаш ние го кршиме Уставот на Република Македонија, односно членот 16, неговите став 1, став 2, став 3, став 4. Во кои точки го крши овој предлог закон го крши Уставот на Република Македонија? Дозволете ми, ја имам повеќе елементи од ова и го прочитам членот 16 од Уставот, кој што вика се гарантира слобода на уверување, совест, мисла и јавно изразување на мислата. Се гарантира слобода на говор, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно информирање. Ставот 5 вели, цензурата е забранета. Сега, што предлага СДСМ во законот? Вели, во дебатните, актуелно информативните и контактните програми мора адекватно да бидат представени сите различни гледишта за темата која е предмет на програмата. Нити како ова се мери, нити кој ќе го мери, нити како ќе го оцени. Ако темата е дека најдобар фудбалер што сме го имале во Македонија Дарко Панчев, како сега? Пандев? Има некоја разлика, ама добро. Вика, гледиштата и фактите во дебатните емисии, како ова, не смеат да бидат погрешно представени. И сега ќе си седне некој чиче таму и ќе рече ова што зборуваше Димовски во емисија кај Јанко е погрешно представување на гледиштата. Како се мери тоа? По негов личен надзор. По негов личен надзор. Тоа се вика цензура. Тоа се вика уредување на медиуми од страна на државен орган. Или вели, презентерите и водителите на дебатните, актуелно информативните и контактните програми може да искажат собствено мислење за прашања за кои да дебатираат, но не смеат да фаворизираат едно одредено гледиште. Како да изрезам став, а да не... А да немаш гледиште. А да немам гледиште. Тоа значи дека ќе мора да кажеш дека видите, педофилијата е штетна работа, ама може би и не е штетна. За да не заземеш едно гледиште. Значи, педофилите... Видете, Македонија е во право... Педофилите сакаат деца... А може и не сакаат. А педофилите сакаат, искрено ги сакаат децата. Или, Македонија е во право во проблемот кој што го има со Грција... А може и не. А може и Грција во право. А може и Грција во право. Може и Грција во право. Или, друга работа која што предлага СДСМ вика презентери на вести и новинари во вестите на дневно-информативните програми не смеат да изразуваат нивни лични гледишта. И сега, ако ти водиш вести, тука во оваа телевизија нема да смееш да кажеш лично мислење, зашто ќе те казнат? И тебе и твојата телевизија. Извини, во предлог законот, дали го имаш предлог законот на СДСМ? Па имам со некои коментари. Дали предлог законот, например, содржи сликички? Какви фаци може да се појавуваат на телевизија? Не, па например, кој е проблем? Например, дали има слика на Миленко, Латас, предпоставувам дека тука е проблемот. Не се спомнува со име и презиме, ама де факто... Не е само тоа проблемот. Јанко, тие навистина мислат дека се заради медиумите нив не им оди работата. Убедени се во тоа. Искрено убедени се? Па не знам, или се убедени, или се обидуваат тоа да го искористат како аргумент пред своите гласачи, зашто не успеваат. Па еве, јас се согласив, сабајле излезе вест, дека јас, Миленко, Лата, Стаци, што ја знам, сме одбиле по 200.000 евра, да не... Да не нема сега за избориве, што ја многу ме вознемери, бидејќи ми направи брачен проблем. Жена ми ме праша кај се тие 200.000 евра, викам не ми ги понуделе, лажеш ми вика. Ги имаш земено, ги имаш. И сега барам јавно прво да ми се понудат навистина тие пари. Ја ќе правам емисија за Deep Purple, за Led Zeppelin, немам проблем и убеден сум и еве и се согласувам. Јас се согласувам на нивниот закон. Еве ја се согласувам. Латас да се тргне од програма, Цаци да чита текстови што ќе ги испраќа регулаторното тело,
Не овдека редакцијата ќе ги, они да им праќаат. Од СДСМ, од Бихачка нека волонтира. Нема проблем. Миленко да не излезе од Мечкоес неговата козара, нека прави сирење. Еве, дајте ми ја македонска телевизија и повторно знам како ќе биде резултатот. Сите знаем. Па што тогаш им давате отпор? Дајте им го. Не, заради тоа што станува збор за принципи и заради тоа што станува збор за здрава логика. Значи, на оваа тема немаат аргументи. Они предлагаат да се концентрираат и извршна функција во Агенцијата за медиуми, односно даваат целосно право Агенцијата за медиуми да го имплементира законот. Даваат регулаторна улога, односно законодавна улога за подзаконски акти на Агенцијата за медиуми и додаваат дополнително право на Агенцијата за медиуми да изрекува прекршоци. Да се формирала комисија за прекршоци таму. Тоа значи дека во едно тело ќе имаме ние пак гаргамел, ќе имаме законодавна, извршна и судска функција, што е забрането исто така со устав, заради начелото на одвоеност на извршна, законодавна и судска власт. Они сакаат по нивниот предлог да се состави еден список на луѓе кои што се ваму таму упикани во неколку невладини организации финансирани од фондацијата и тие кои што ги знаеме, вака веројатно и тука можеле сликички да стават кои треба да бидат членови во советот на агенцијата, ги знаеме пошто се активни по Facebook, истите 10 луѓе од АФЛ-а треба да влезат во агенцијата и треба во рок од месец-два да испоказнат, да затворат ако можат да затворат, да воведат регулатива која што е надвор од паметот и која што нема во ниту една европска држава. И така ќе се воспостави ред и поредок и демократија и слобода на изразување во Македонија. Наместо да размислуваат така, треба да размислуваат дека имајте добри идеи, имајте добри предлози, излезете со квалитетни кадри, понудете ги своите опции, дојдете кај Јанко, победете го во дебата, ако тој е против вас. Отидете на Сител во Вести, победете го Латас или Цаци или Маријан или било кој. Значи, победете на туки терен. Кога победувате на гости, хипотетички кажано, тогаш сте реален победник. Они од 2008 година имаат донесена одлука на ниво на партија каде се забранува да се учествува на Јас знам дека кај вас беше гостин Игор Ивановски, кога беше таа внатрешна изборите. И Кире Наумов беше. Да. И после луѓето имаа проблем со својата партија, зашто дошле многу проблем кај вас. Но знаете што прават? Во исто време одат кај амбасадорите секојдневно и плачат дека немаат пристап до оваа телевизија. Денеска на прилог на Сител телевизија, каде што секоја вечер моите колеги цвилат и го молат Заев да дојде во Вести, во Капиштец изјавува, вика, мора слобода, вика, демократија, вика, немам каде да си ги изразам ставовите, а иде прилогов на Сител. Че они во моје присуство на дипломати им се жалеле дека не можат да имаат пристап да дојдат да кажат. Го кажувам отворено. Ја отворено ти кажувам дека од 2008 година било кој од СДСМ да го поканам, забрането му е да дојде да учествува во емисија. Ама тоа не го кажуваат. Не. Тоа не го кажуваат на странците. Ја го кажувам, али мене не ми се верува. Ја ти тврдам дека пред мене го кажуваат. Че можам да замислам што се кажуваат во моје отсуство. Како изгледаат овие преговори со нив и со Ванкови, така кажем? Тешко, заради тоа што најчесто не се преговори со аргументи. Значи, например, дискутираме за финансирање на Агенцијата за медиуми. Од каде таа Агенција за медиуми, еве тоа е прва точка. Од каде таа агенција треба да добива приходи за да може да функционира. И сега, досегашниот модел е дека дел од радиодифузната такса оди на сметка на Агенција за медиуми и таа се финансира од тие средства. Исклучиво од тие средства. Они велат не од тоа да се финансира од буџет. Јас им велам, луѓе, тенденцијата е Агенцијата за медиуми да нема врска со буџетот на државата, заради тоа што треба да биде регулаторно независно тело. Не само заради тоа што треба,
туку заради тоа што тоа е така во сите европски држави. Значи поминале ни 7 период, 2 период, 3 период, утврдиле дека Агенцијата за медиуми, Јавниот радиодифузен сервис и други такви тела кои што треба да имаат некаква независност, не треба да бидат поврзани со Министерството за финансии и со волјата на министерот за финансии дали ќе им пушти пари. Они велат не, велам во сите европски држави е тоа, не важи аргументот. Истото важи и за Јавниот радиодифузен сервис. Истото важи и за прашањата поврзани со нашата идеја да се преведе закон. Што се образложенијата, еве која ми ги кажувате? Нема образложение. Образложенијата се пиштење и вриштење дека немаат пристап до медиуми. Нема образложение. Им велиш луѓе, ова што вие го предлагате за регулација на стандарди во новинарство го нема во ниту еден закон. Тоа не го велам јас само. Тоа денеска го кажа и претседателот на ЗНМ, па кој често има исти ставови со нив. Но денеска го кажа човекот тоа. И беше против и казнувањето исто. Така е. Го кажа МАН, го кажа Македонската асоциација на медиуми, го имаш во медиуми, има компарација. Ги испечативме сите закони од државите членки на Европската унија. Вчера тукав куп ги однесов, ги ставив на маси, реков луѓе повелете кој закон сакате да го изберете, изберете го, ќе го преведеме, ќе го изгласаме за 3 дена во собрани. Нема аргументи, нема дебата. На и наетење е работата. На тоа е сведена целата дебата и пред 2 дена, 3 дена ни доставија закон во кој што во суштина има десетина точки за кои што не дебатираме сега прв пат. Добро. За казните, за составот на агенцијата на Советот на медиуми, за регулацијата на стандардите во новинарството. Ние дискутираме 3 месеци таму. Они ги знаат нашите позиции, ги знаат позициите на МАН, ги знаат позициите на ЗНМ, ги знаат позициите на Македонската асоциација на медиуми, за медиуми и пак идат со истиот проблем. Што е? Ми мириса дека целта е да нема компромис, да нема договор, да биде еден од изговорите. Добро, мене ми беше да исто, викам да прашам. Избори. Еве, најверојатно, викам, има овдека максимизирани барања. Обично така се иде на преговори, нели, као и на пазар за коли. Вика 10.000 евра е колата. Не, Јанко, па негде да се најдете на 5-6.000. За истото зборуваме 3 месеци. Не следите. 3 месеци преговараме за истото. Истото па истото, истото па истото. Што викаат Европа, странците, ванхоите, ХАР, Европа? Најчесто има и меѓу нив, да бидам искрен, различни видувања. Едни доаѓаат со крајно левичарска позадина, едни доаѓаат со десничарска, едни имаат поголемо познавање на оваа проблематика, други имаат помало познавање на проблематиката, едни имаат едни чувства, други чувства, така да релативно е тоа. Генерално се обидуваат да помогнат со честни исклучоци. Ставот на меѓународната заедница се држиме до стандарди. Значи, ние не можеме да влеземе во регулација на комерцијални приватни медиуми. Тоа е ставот на меѓународната заедница, заради тоа што е тоа приватен бизнис на крај на краиштата. Е приватен бизнис, тоа е начин како човек. Значи, со оваа регулација ние навлегуваме и во можноста односно во правата кои што во една ваква либерална економија ги има предприемачот. Океј, они викаат состојбата во медиумите не ви е добра, регулирајте. Што да регулираме? Видете, ние понудивме закон за владино рекламирање. Зошто? Велиме, долго време критикуваа овие од опозицијата дека преку рекламите се купува некое пријателство со медиумите, односно со поединечни медиуми. И ние велиме вака. 2 базични принципи во законот за државно рекламирање, кој што се однесува не само на државата, на владата, се однесува и на единиците на локална самоуправа, на сите институции, на Републички совет за безбедност во сообраќајот, значи на сите институции кои што работат со јавни пари. Велиме 2 базични работи. Прво, ќе има критериум во законот, односно тоа што го предложивме, веќе има критериум по кој што може да се направи разлика што е јавен интерес, што не е. Ако е борба против пушење цигари, ако е надпревар за подигање на свеста кај младите за спорт и рекреација, тоа е јавен интерес. Ако е промовирање на политичка платформа или програма на поедина страна, не е јавен интерес. Затоа нема да одлучува владата, нема да одлучува ниту едно министерство, ниту една општина. Агенцијата за медиуми, Советот на агенцијата. Тие ќе добијат концептот на
кампањата и ќе речат: "Океј дечки, ова е добро за сите граѓани, ова е јавен интерес, не е интерес на една страна, ова може да оди." Но од кога ќе кажат да, има формула предвидена во законот, за која што се согласни 5 најголеми национални телевизии, во кои што има секакви, која што формула вели си има начин како ќе се делат средствата на сите медиуми, не само на телевизии, туку и на интернет портали, на печатени медиуми, на локални радиотелевизиски станици, на регионални радиотелевизиски станици. Значи си има формула и нема да зависи од Илија Димовски, од Јанко Илковски, од Петре Шилегов, од Владко Ѓорчев, од било кој политичар и од неговата волја дали Сител ќе добие 5 банки, Телма 10 банки, не знам, ТВ Орбис 6 банки, туку има формула. А ако има 100 банки за оваа реклама, по формулата се испа во Excel табела, се внесува вкупната сума и излегуваат сумите кои што секој медиум ќе ги добие за да емитува таа кампања. Тоа и што е пресудно? Тоа значи дека во распределбата секој медиум во Македонија ќе добива пари. Да. Секој медиум без исклучок, нема да бира Трајче, Петре, Ставре. Добро. Што? И ќе знае колку ќе добие. Нема да зависи дека мене ми се свиѓа Сител или ми се на формула. Се знае формулата што содржи. Значи има маркет шер, односно колку остварува на пазарот влијание, има гледаност и има линија на еднаква поделба на средства, односно линеарна поделба, за да се даде стимул на помалите телевизиски, радиостаници, печатени медиуми и така. Да не испадне дека една која има висок рейтинг да ги собере сите пари. Значи, никако. Туку прва линија на прераспределба е токму линеарната поделба. На крај на криштата такви закони, тој закон е работен по принципи на законодавство на Австрија. Тоа го има во Австрија, со тоа што таму е многу по релаксирано уредена целата проблематика, заради тоа што нема таков интензитет на кавга на таа тема како што имаме ние. Истите начини на функционирање ги има во Германија, со тоа што во Германија водат сметка многу на локални и регионални медиуми. Исто и кај нас. Локалните медиуми тешко обстануваат на пазарот, а се значајни. Значајни се заради тоа што за граѓаните во Велес некогаш е побитно дали брзата помош е достапна утре или не, кој пат ќе се прави, која водоводна мрежа во Велес утре ќе биде исклучена од сервисни информации прилично. Многу нормално. Но обртот на средства во град како Велес, како Штип, како Прилеп е далеку помало тоа што се случува овде во Скопје. Јасно е тоа. Значи, тоа е формулата. Што е кој урнек тогаш треба да биде воведен спрема ова? Ова нив не име. Ова е единствено колку ве разбирам, они исклучиво овие месеци наназад бараат потполна контрола на медиумите да ни кажуваат што да уредуваме. Две работи бараат. Бараат да е власт во агенцијата за медиуми, да има и во македонската телевизија, да има атони, они си предложија такви предлози. Директорите на двете институции да се бираат во парламентот, но по предлог на опозиција. Зошто во парламент? Така предложија. Ама не разбирам, во парламент нели се предлагаат? Не е така ни сега. Сега Советот на Агенцијата за медиуми на јавен конкурс, во база на прецизни критериуми одбира директор. Менаџерска постапка. Да. Многу едноставно. Они бараа вака да се бира, тоа е првата работа што е бараат, и втората работа што е бараат е воведуваат нови основи, значи види воведуваат нови основи за казнување на медиумите и зголемување на казните. Значи што велат? Ем да се зголемат казните, ем нови казни. Чекај, ако не се лажам, вие во парламент очи си вадевте, која ги покачивте казните со обраќајми и така натаму и многу други казни. Они беа први на браникот на демократијата кои рекоа дека го плячкате народот, не смее да има високи казни и така натаму. Ама медиумите и луѓето што работат во медиумите тие не се народ, не се луѓе, нив може да ги казнува. Ево не предлагаат од 4 до 10 пати зголемување на казните. Од 4 до 10 пати. Има ли некоја крајна цел ова, конечно? Што сакаат да постигнат? Вие рековте дека они се убедени дека заради тоа што не ги контролираат медиумите, поточно вие ги контролирате медиумите,
вие победувате, народот не знае нивните ставови, не знае... Секое второ копче на далинското е проопозицијска телевизија. И е во ред тоа. Ја не сакам никогаш да ги оквалификувам така медиумите. И окей, така мисли, така тера. Негово право е. Значи, моје право е да се борам за мојот став и за моето мислење. Еве, ја купиле таа интернет телевизија, популарна, вести, окей. Во ред. Секој им чест. Во ред. Ке работи за нив, секоја чест. Јас сум бил многу пати гостин на Тамо. така наречени проопозицијски медиуми, на телевизиски соочувања со најзвучните новинари кои што се перјаници на опозицијата во Македонија и никогаш не сум се почувствувал дека сум загубил со тоа што сум дебатирал можеби жестоко и така натаму со нив. Воопшто, напротив. Нека си ја тераат својата работа. А ако се добри новинари, ќе имаат гледаност. Ако не се добри новинари, ќе немаат гледаност. Значи, ние се уште, Јанко, живееме во периодот на Југославија, кога мислевме дека урамниловката е добра работа. Тоа е веќе помината работа. Ние треба да сватиме дека конкуренцијата во економија, во бизнис, во политика, во новинарство, во уметност, во било што ги прави работите. Не, гледам таму некој уметник, се чука у гради 30 години бил уметник, него му било тешко, му било вака, му било така. А бре човек, добар уметник. И крај. Е добар уметник. Нема да се жали. Ај вака, можеш ли да ми кажеш детали, увид, или е можеби непристојно, гледам и последниве години како политичар се обидуваш во рамките на пристојноста, во рамките на урамнотежено говорење и никогаш не сакаш да излезеш со жешки детали, со пожесток говор. Мене тоа па и лично ми смета кога имам интервју со тебе. Па стварно не можам. Сакам да пуштам или ладна или жешка вода од тебе. Мене ми интересира како изгледаат, малци ми наговести тие разговори. Ме интересира што е толку силна контроверзата со Ван Хауте. Дали отворено он на тие преговори зазема страна? Што ви кажува? Што се неговите назори? Што се неговите ставови? Сега, твое дали ќе одговориш на ово или не? Мене ме интересира. Видете, човекот е тема на многу написи по медиуми, по интернет. Не ме интересира. Мене ме интересира да. Што можам од вас да слушам за него. И тоа си е право на медиумите. Има и точни и неточни работи во тие написи кои што ги гледате. Прашање дали оние написи земал пари, не земал пари, тоа е веројатно неубав начин како да се изгради, но човекот е, видите, тој бил пратеник во белгискиот парламент. Но бил пратеник од Зелената партија, која што е во европски и во белгиски рамки важи за крајна левица. Значи не левица, крајна левица. Што е многу спротивно од она како концепти, како идеја кој што јас го имам лично. Не можеме да се разбереме со него за нормални работи, животни работи, за тековни работи. Но за концепти не можеме да се разбереме очигледно. Например, тој ни предлага дека ние не треба да имаме обврска во законот за емитување на програма на македонски јазик на телевизиите. Јас не го мислам тоа. Напротив, мислам дека треба околу таа регулатива ние да ги прецизираме работите, заради тоа што имаме наплив од ефтино продуцирана програма во некои држави, која што за нас е ефтина да ја купиме како држава, но е поскапо продуцирана и е субвенционирана од тие држави со ваква, таква идеја и така натаму. Јас велам вака, окей, нека си тера тоа, луѓето сакаат да гледаат, остави им простор на луѓето, но мораме да го заштитиме македонскиот јазик, македонскиот идентитет, мораме да заштитиме јазикот на помалите етнички заедници кои што живеат во Македонија. И ние имаме регулатива сегашна која што вели 8 часа или 4 часа или 5 часа од програмата треба да е документарна или музичка програма на македонскиот јазик или на јазиците на помалите етнички заедници во Македонија. Он мисли дека тоа не треба да стои. Например, во неговиот предлог. Во некаде и јас се согласувам со него. Јас не се согласувам. Јас не се согласувам и е прашање на концепции. Така е, тоа е прашање на концепции. Прашање на концепции, тоа е легитимно. Како што, например, ја не се согласувам, например, владата да субвенционира рок, музички поп бендови да прават албуми.
Затоа Да, што... ама Јанко, кога ќе се доведеш во ситуација... Да не навлегуваме у тоа. Битно е и тоа, тоа е кога ќе се доведеш во ситуација да размислуваш дека немаш продукција и телевизиите ти се полни со секаква музика, а најмалку со ве разбирам. Значи имаш проблем, пошто треба да водиш сметка. Убеден Зашто тебе те прашуваат, мене ме прашуваат, зошто на телевизија има вакви и вакви програми. И имаме еден куп... Не можеш да им кажеш на телевизиите, не пуштајте тоа, а можеш да создадеш услови, нешто што ни недостасува, така е, да се произведе. Потполно како што произведуваме... Потполно ги разбирам вашите мотиви, но исто како што се спротивставувам, велам, немате, сега, напротив, заради субвенционирањето, па немаме квалитетни продукти. Треба и време. Ова е дебата. Генерално ова е дебата. Во ред. Така е. Да се вратиме така. да се вратиме. Генерално кажано, знае да даде некоја добра идеја, но знае и да одмогне. Последните информации говорат дека овој закон никој не го поддржа. Дали е точно? Што е последното? Вие го одбивте овој закон на СДСМ. Но не сте сами во ова. Здруженија... МАН го одби, Македонска асоциација на медиуми го одби, ЗНМ го одби, синдикатот на Добро. Па дури Ван Хауте не се согласи. Ван Хауте се дистанцираше од овој предлог на некој начин. Кој е ставот на познати опозициски новинари во своји колумни се дистанцираат од овој концепт на регулација на стандарди на новинарство во закон. Видете, ние велиме вака. Тоа што доаѓа како предлози од надлежни релевантни здруженија на медиуми, на новинари, треба да го разгледаме, заради тоа што кога зборуваме за земјоделие и кога носиме за земјоделие закони, ги викаме сточари, фармери, производители на храна, на жито, на тоа. Кога носиме закон за медиуми, мораме да ги викнеме луѓето од таа фела, така? Нема со астронаути и со психолози да работиме таа фела, треба да ги викнеме нив да ги чуе. И сега сите тие повикани, не повикани, си пратиле писма. До ВМРО, до СДСМ, до ДУИ, до ДПА, до Ван Хојте, до ова амбасада, до она амбасада, ги дистрибуирале по интернет портали и така натаму. И ние велиме, дајте тие да ги видим. Баталете ова СДСМ што вели, СДСМ си има свој партиски интерес, дај да ги видиме ова медиумите што велат. Тоа може да е основа за разговор, не може да е основа за разговор. Има ли предлози од опозицијските медиуми, да речеме? Еве Сдруженијето на главните медиуми, меѓу кои, ако не се лажам, Сител, Телма, Канал 5... Да не ги квалификувам, има од сите. Има од сите. Има од сите. Има од здруженија кои што јавноста ги перцепира про-лево, про-десно, про-центар, про-вака, про-нагоре. Имаат ли они свој предлози? Од сите има предлози. СДСМ ништо не признава, освен генерално, најголемиот дел од предлозите кои што доаѓаат од такви асоциации се добри, може да бидат прифатени или со одредена доработка, може да бидат прифатени. Но не е тоа тема, туку е тема предлог кој што го крши Законот за општа управна постапка, Законот за прекршоци, Законот за работни односи, Законот за медиум, темова. Ние имаме еден закон за медиуми, кој што е сега во пакетот со преговори. Пред 2 години под Европска унија, со знаменце, со 40 јавни расправи и дискусии. Беше донесен? Беше донесен. И вика член 3 од Законот за медиум. Слобода на медиум. Ова е во сегашна регулатива која што ќе треба да ја смениме. Слобода на медиумите особено опфаќа слобода на изразување на мислења. Значи овој закон тебе ти гарантира и мене ме гарантира слобода на изразување на мислење. Ја имам мислење. Независност на медиумите. Твое право да одлучиш дали ќе ме поканиш или нема да ме поканиш. Дали вечерва ќе збориш за медиуми или ќе зборуваш за астрономија и за рамна земја или кругла земја. Слобода на прибирање, истражување, објавување, избор и пренесување на информации. Значи, тоа е сегашниот закон. Тоа е сегашниот закон за медиуми. Ти вика, имаш слобода да прибираш информации, да истражуваш информации, да објавуваш информации, имаш слобода да избереш што ќе објавиш. Ти си новинар. Ти со твојот кредибилитет одлучуваш. Не одлучува државата што Јанко ќе објави вечерва, што мора и што треба и што не сме и што сме. А тоа они го бараат. Јанко секогаш ќе има на ум дека на 3-та телевизија, на 5-та телевизија, на 10-та телевизија, парче на 17-та може да ме направат. Може парче да направат, на интернет може парче да направат, но може да се појави и некој помлад, повисок, попаметен,
Повисок, поубав, послаб. Јанко, кој што ќе ти биде конкуренција. Така е. И твојата 20 годишна кариера, која што е една од најдолгите во овој тип на емисии, да ти ја згасне за 3 месеци. Така. И затоа ти ќе се трудиш. Ама ти ќе се трудиш со твојата креативност, со твојот памет, со твоето мислење, со твоите гости, со твојата релевантност, да бираш што правиш, како правиш. Тоа е начинот на кој што функционира демократијата. Не функционира со депеше од Белград, што смееш, што не смееш. Побара европски закон. Така е. Пред неколку дена излезе и рече: "Дајте ни било каков европски закон да го имплементираме, ќе го имплементираме од А до Ш." Така е. Пред неколку дена го реков тоа, а вчера ги испечатив сите. Добро. Ги носев во рака. Да. Ме болеше после тоа 2 сати Греота, раката. ќе се расплаче. Значи и кипарски, и грчки, и бугарски, и романски, и белгиски, и холандски, сите, да не ги бројам, англиски, така натаму. Што ти рече Ван Хаутен? На преговори им реков, ставот наш е дека еве ви ги законите, не ги испечати во 5 примероци, Добро, испечати во еден примерок, му ги предадов на господинот Ван Хојте, повелете, дали вие, дали господата од СДСМ, колегите од ДУИ, од ДП, кој сака некој учествува, кој сакате законот овие изберете го, И што изјави? кажете ни го, да го преведеме, да го изгласаме вториот ден, третиот ден да го имплементираме. И што кажа Ван Хојте? Тоа што го кажа, он го кажа вчера и во камери, со нешто што ја не можам никогаш да се согласам. А тоа е? Па, вели, видите, вели вака, дека ние немаме подготвени институции, систем, медиуми, како во европските држави, и спомна менталитет за нешто што јас денеска со него имав долга, би рекол, расправија. Дека ние немаме европски менталитет. Тој денеска мене ми тврдеше дека мислел на тесен менталитет, на институции, на држава, на раководители. Јас мислев дека мисли на цел народ, негово право. Беше широко кажано, остави простор за различни толкувања. Јас му го кажав моето мислење, дека тоа не смее така да биде кажано, заради тоа што јас гарантирам дека по менталитет, по цивилизираност, по култура, по човекови права, по малцински права, по јазични права, по заштита на културата на сите, ние сме подобри од бар 5-10 нации, народи, држави, кои што веќе се членки во Европската Унија. А по функционирање на систем, можам да ви кажам дека нашата управа за јавни приходи може да отиде во Италија, Шпанија, Португалија, Романија, Бугарија, Хрватска, Грција да држи предавање. Нашиот катастар може да отиде во Грција и да воспостави катастар. Зошто? Заради тоа што Грција до ден денеска нема катастар. Дали Ван Нашата Хојте, царина, господин Демевски, батали ми царина и УЈП не ме интересира. Дали Ван Хојте се извини за изјавата за менталитетот? Дали ви се извини барем вам? Јавно не излезе. Како не треба. Извинете, господине Димовски. Господине Димовски, вие сте политичар избран од македонскиот народ да ги браните нашите интереси. Наши интереси меѓу останатото и да го браните и дигнитетот и интегритетот на македонските граѓани. Дали ви се извини Ван Хојте за оваа изјава за која големиот дел се почувствувавме навредени? Исто. Тоа што имав да му го кажав на најдиректен начин, така како што го Што одговори он мислам. Не е моја работа да кажам што он одговорил. Се надевам дека медиумите, слободата на изразување и така натаму, тоа е негова одговорност да каже. Значи јас тоа што го мислам, сум му го кажал во повеќе наврати, околу неколку работи. Тоа е дека он сепак е гостин во оваа држава, дека треба да го респектира нашиот народ пред се. Ако има проблем со политичарите, треба да го посочи прстот на политичарите. Ако мисли дека менталитетот е проблематичен, треба да каже менталитетот на политичарите е проблематичен, а не менталитетот е проблематичен. И ред други работи, за да свати дека сепак, знаете, на крај ние сме луѓе. Не сме нити жаби, нити полжави, нити влечуги, нити ништо. Сме луѓе. Денеска сум во политика, утре не сум. Денеска си во новинарство, утре не сум. Ама дали ќе си го зачуваме образот или не е прашање на персоналитет.
е прашање на карактер, е прашање на личност. Така да не би навлегувал повеќе, значи за него има и премногу шпекулации, неточни информации изнесени во јавноста. Има и точни информации, човекот се обидува на некој начин да помогне, некогаш помага, некогаш одмага искрено во процесите. По моje мислење, ако тој, кажувајќи менталитетот, мислел на генералниот менталитет, тоа е катастрофална грешка од негова страна. Ако мислел на менталитетот на политичарите, окей, политичарите можеш да ги правиш и свинско корито, тоа е право на секој граѓанин и на оваа држава и на Европската Унија. На што мислел, нека судат граѓаните и треба он да си објасни. И не би навлегувал повеќе во таа тема, на крај на криштата, поминавме подолги месеци. Каде е сега законот? Овој закон е out of table, како што викаме англичаните, ние не можеме да разговараме по овој закон, заради тоа што овој закон, ви реков, прекршува устав, прекршува директиви од ЕУ, прекршува декларации за човекови права, закони 7-8 кои што се постојани во Република Македонија. Има неколку работи. Прво, нашиот предлог за копи-пейст на европски закон, односно законот европска држава. Тоа би беше многу јака изјава кога излегов. Ма видете, вака сега да разјасниме. Врз база на тие закони, голем дел од државите членки во Европската Унија станале членки, исполниле критериум, некој ги мерал тие закони. Па нели стално ни викаат европска регулатива, европски стандарди, европски закони, европски воведете. Сега одеднаш европските закони не чинат кај нас. Вака, ние имаме десетици и десетици закони во Република Македонија кои што се копирани од Словенија. Зошто? Заради тоа што се базираме на некој систем од кој што сме излегле заедно. Големината на државите е скоро идентична. Ги имаме сличните институции, пошто сме ги наследиле од заедничката држава претходно, и многу закони сме ги копирале од Словенија, заради тоа што Словенија била пред нас 5-7 години во процесот на интеграција. И сега, покрај што сме ги копирале нормативите од тие закони, сме правели заеднички проекти со Словенија. Словенија ни давала експерти кои што учествувале во имплементација на нивните закони, да ни помогнат нас во имплементацијата и да ни ги кажат ризиците. Да ни кажат, слушајте, кога ќе донесете ваков закон, на таа точка имате проблем. Може таа и таа институција, катастарот, да не ги заврши работите за 30 дена кои што сте предвиделе во закон, ќе им треба 75 дена. Тоест, на некој начин се вика и твининг проекти, односно размена директна. И ние имаме десетици и десетици такви закони. Нема да биде прв пат да копираме закон од држава членка на Европската Унија. Многу пати сме го направили. Сега, знаете, не сакаат СДСМ такво копирање, заради тоа што таму нема превласт на политичките партии во Агенцијата за медиуми и нема казни за медиумите такви какви што ни сакаат да воведат. Затоа одбиваат да копираат европски закони и ни нудат некои хибридни решенија кои што не постојат никаде во Европа. Знаете, кога зборувате за европски стандарди, вредности, процеси, тоа не е мисловна именка, така? Не е нешто што лебди во воздухот. И има 20 и колку држави членки на Европската Унија, секоја од нив има закон за медиуми или закон за аудиовизуелни дејности, од една страна, но има и директиви Европската Унија, има декларации, има повелби од Советот на Европа и тоа се напишани документи кои што ако ги ставиме на оваа маса, веројатно ќе бидат 2 толкави купа, ништо повеќе. Кои што ако граѓаните гледаат, може изгледаат многу, но за оваа област не е многу. Тоа е европската регулатива, тоа се европските вредности. Ние им велим, изберете што сакате од ова, го преведуваме од чешки, од грчки, од португалски, од каков сакате, го внесуваме во нашата регулатива. Но има една работа. Во ред, ја можам да се сложам дека рековте во еден момент, нема таков конфликт политички, например, во Австрија, па затоа и законот за медиуми е таков како што е. Каков конфликт има во Австрија во моментот? Да, не се извинувам, не го перцепирам. Главна тема им е мигрантската криза. Кај нив практично има опасност да се... Германија сега во предвремени избори. Во Австрија поинтересно има опасност да се поремети целиот политички систем заради тоа што радикалните партии почнуваат да стануваат прва и втора по рейтинзи. Ако ја отворим оваа тема, останавме до 3 сабајле. Јас сакам само да ве задржам за ова, ако сакате да говориме повеќе. Зашто сакате, Јанко, за тоа? Тогаш за општата политичка ситуација уште еден саат ќе ја терам. Иако планирав да го завршам муабетот со ова и да ви се заблагодарам
Како вие ќе оцените така? Океј, во ред, тогаш ако сте волни да ми одговорите на прашањата за целата криза што се случуваше 2015, што очекуваме сега за изборите, што очекуваме за во парламентот, дали ќе ја донесете одлуката за распуштање на парламентот и прогласување предвремени избори, како ќе реагирате, како реагира странците, како ќе реагирате ако СДСМ одбие, дали сте подготвени да шпекулирате вечерва во емисијата во наредните саат време на жешките теми? Да? Океј. Уште ова, кажете ми. Од кого сега очекуваме нов предлог закон? Видете. Кој ќе поднесе, кој ќе даде? Еве, дури размислувам, во ред, нека дадат предлози, не мора да биде копи-пасте. И ја никогаш не сум бил за копи-пасте. Но, што вреди закон, ако го се донесе, кој ќе падне на уставен, ако го прекршува уставот и се? Мислам, ме разбирате? Ја ќе поднесам иницијатива, Уставниот суд ќе го сруши овој закон. Што правиме? Џабе е донесен. Ете, ние треба да се трудиме во оваа сфера. Во оваа сфера. Бар мој мислење. Што понатаму сега? Во оваа сфера, но и во имате ли нови сфери преговори? Кој ќе има билатерални средби со посредникот? Се обидуваме да најдеме начин. Ние стоиме на тој предлог дека треба да се земе закон од држава членка на Европската унија или максимум тоа што можеме да направиме е да ги видиме добрите предлози од медиумите и тие да ги инкорпорираме. Зошто? Постојниот закон за кој што сега разговараме е донесен пред нецели 2 години, е донесен со европско знаме. Постојниот закон е рекордер закон по број на јавни расправи и диалози пред да биде донесен. Значи, нема друг закон во државата кој што толку многу е припреман како тој закон. И сега Вајн Хојте не го прифаќа, странциве бараат да го измениме, што вика ОПСЕ, каде е Дувњак, нели они... Сите учествува. Сите што ги спомнавте, сите учествува во носење на закон. На тој закон. И на сите забелешките беа инкорпорирани во тој и закон. И сега? Видете, они велат, законот е добар, ама можеби треба да се подобри. Што можеби треба да се подобри? Нов закон. СДСМ вели нов закон, и овие што? Молчат, велат? Не молчат, но се обидуваат на тие генерални средби, така, да не влегуваат премногу во детали, детали, зборувајќи со едните или со другите. Нас ни кажуваат дека на СДСМ им кажуваат дека ова што ни го предлагаат е надвор од умот и така натака и дека го нема. Дали им го кажуваат тоа или не им го кажуваат? Што вика СДСМ? Еве се јасно име дека СДСМ вика дека нема пристап до медиумите. Вие велите дека ги каните 5 години. Сега граѓаните ќе веруваат на едното, на другото, на третото, на петото. Остануваат ли они и натаму на овој закон? Да. Ништо. Дали ова може да биде алиби за неизлегување на избори? Може да биде. Да, не само што може да биде, туку ќе биде. Ќе биде? Да. Убеден сте дека нема да излезат на избори? Не, во последен момент се може да се случи. Очигледно станува збор за тоа значи дека ќе раководство. прифатат некое хибридно решение на законот. Се може да се случи. Јанко, јас не би предвидувал патеки, цврсти траектории на развој на политичката ситуација во Република Македонија. Прво, ние имаме едно непредвидливо политичко раководство на СДСМ, кое што своите одлуки не ги носи врз база на политички определби или од идеолошки определби или стратегиски интереси на нивната партија или на државата, туку ги носи, и затоа не може да се предвиди се, туку ги носи врз база на личниот интерес. И да не навлегуваме во тоа, кариери, ризици, судски процеси и така натаму. Тие одлуките за политичко действување не ги носат врз база на интересот на членството на СДС, врз база на интересот на граѓаните на Македонија, туку ги носат врз база на интересот на неколку луѓе во раководството на СДС. И затоа е непредвидливо. Ова ќе го користат како алиби. Нека го користат, но ние не можеме, навистина не можеме. Не станува збор за политичка тактика. Не станува збор за игра на нерви. Ова што ни го предлагате надвор од здравиот паметот е лудо. Океј, ќе одиме сега со кратка пауза, веднаш потоа се продолжуваме, а ќе започнеме да ви го направам мајндсет од каде ќе почнете. Извини ако ви го качам притисокот, од мафтањето на прстот пред вашиот нос пред неколку години во собрание. Така е. Океј. Нема проблем. Нешто слично видовме пред некој ден. Пред 2 дена, да. Одиме со реклами, веднаш се враќаме потоа во студиото.
Колку време траат овие преговори, конкретно за медиуми, ве што ги имате со двете работни групи? 3-4 месеци. Колку е напорно? Многу е напорно. Психофизички? Физички до 2 до 3 сабајле и така натака. И тоа е добро. Се издржува тоа. Че ако спиете денеска 2 сати, утре малце некако ќе се изорганизирате, ќе надокнадите и тоа не е проблем на крај на клиштата, тоа не е работа. Психолошки често е нервозно. Често е нервозно, посебно кога се соочувате со ситуација во кои што ставате аргументи на маса, ви се одговара со игнорирање, со викање, со спротивставување безвезално, со двојни стандарди, пред 5 минути едно се кажува, сега друго се кажува. Му викаше, бе, чекај, пред 5 минути каже вака. Не, тоа не важи. Како бе не важи? Се луѓе сме возрастни, кои 30, кои 40, кои 50. Рацио треба да има, логика треба да има. Треба да има. Тоа е прилично тешко да се преговара кога нема од другата страна, не знам. Добро. Треба да има, како да ти кажам. Ситуацијата Македонија 2015 беше една од најтешките години. За 2016 велам дека ќе биде уште потешка. Иако вие како политичари велите дека се ќе заврши 2016 година, ја искрено се сомневам, не дека сум аналитичар, туку едноставно можеби и самата инерција на ова, дека ова лудило нема да престане ни со изборите. Иако ме уверуваат моите колеги и останати оние кои ги знам политичари и аналитичари велат дека ништо не ќе може да биде вака после изборите кога ќе се знаат изборните резултати. Што ја чисто се сомневам од сето она што сум го видел до сега. Бидејќи она што го видов, затоа и го почнав муабетот вака, збориме за ирационални. Ирационални постапки, ирационални ставови, ирационално однесување. Ја не знам со ирационалност како човек да се носи. Единствено и јас да бидам ирационален. Но ако јас бидам ирационален или вие, веднаш ќе ве осудат. Како да едноставно просто те тера да се спуштиш на такво ниво. Јанко, јас, значи, не може секој да биде ирационален заради лични карактеристики, но и пред се заради тоа што знаеш, на крај се сведеш на тоа дека моите постапки носат последици не само за мене. И не можеш да прифатиш одговорност за сите луѓе за кои што одлучуваш. Ама и твоите постапки носат одговорност и непостапките носат одговорност. Исто така, да. Значи, се согласувам. Ја не можам и приватно сум се сретнал со вас и сум ви го рекол и еве после години ви го кажам. Што човек треба да направи кога некој со прст ќе дојде ти се заканува над глава надвиснат на милиметар од тебе? Еве ја прашувам јавноста. Што вие би постапиле во една таква постапка? Не го осудувам ни него, не ве осудувам ни вас, нити едниот, нити другиот ве оправдавам. Да, јас со тој човек после година-две од тој настан и седнавме и поразговаравме за настанот. Човекот многу отворено, искрено ми каже како све се случило. Она што јас го направив во тој момент е да не бидам таков. Зашто не сум таков. Ја го фатив столчето, цврсто, за да не случајно. Инстинктот? Тоа е, го фатив цврсто столчето, за да не направам и ја така, да не постапам исто, заради тоа што не сум таму за да постапувам така. И затоа што беше провокација за да класична провокација, да бидам искрен, можеби прв пат ја кажам, тоа не беше првата провокација спрема мене лично во тие денови во собрание. Ја бев и спремен дека на мене, на неколку позвучни имиња во пратеничката група, ќе има обиди за провокација од таков карактер, поради тоа што тие неколку дена имаше провокации. Не ми беше изненадување, воопшто не ми беше изненадување. Задоволен сум од себе заради тоа што постапив така како што е разумно. А разумно е да бидам во собрание, нити да покажувам прсти на некого, нити да му се заканувам на некого, туку да зборувам и да одлучувам така како што совеста ми налага и така како што очекуваат гласачите кои што ме пратиле во тоа собрание. Се друго е надвор од умот. Така, надвор од умот и се согласувам дека... И туѓото такво однесување, мене нити ми дава причина, нити повод, нити оправдување да бидам и јас таков. Во 2015 година видовме невиден број на напади на јавни личности, на новинари,
Јас лично. Да, се сеќавам. Тоа што јас сум нападнат, немам никаков проблем. Ја дури и велам, мене во релација со Бога и со се останато, секој напад врз мене е лукративно. Дури имам материјална корист, станувам попопуларен. Но, кога се мртви родители во прашање, деца, фамилија, ја имам колеги и колешки кои беа физички нападнати, значи удрени, раскрварени и така натаму. Значи се иде на една работа која многу тешко човек може да остане прибран. Јанко. Еве, вие со вашето однесување покажавте дека сте смирен, достоинствен човек и дека не сте таков како противникот. Така? И сега, човек вака рационално размислува. Со добар пример, со добро однесување, човек ќе го победи. Еве на неколку години подоцна, пред 2-3 дена во собранието, повторно мафтање, 4-5 мажи врз една жена, што год да направила. Не ми држи лекција. Постои устав, постои закони, имаш кај да ме тужиш, имаш да си напуштиш, има урлање и дерење, па врз постара жена. Исклучување. Сега, што може да очекуваме во овие комисии, групи, парламентот? Неколку пати. Пак ќе видиме на куп фрлени микрофони. Не ме изненадува. Јас пред месец-два дури и спомнав дека треба да бидеме спремни дека веројатно ќе прават сценарио за да направат повторно инцидент. Значи сте биле во право. Еве имавме веќе еден. Значи види, и тоа зашто? За име, за универзитет, Даме Груев. Верацеви Страхил Гигов. Ајде да не отвараме таа тема за историја. Значи види, Јанко, прво, треба да знаеш што му е целта на, условно кажано, противникот, односно конкурентот. Нив целта им беше да кренат омраза помеѓу народот. Не помеѓу политичарите, помеѓу народот. И успееа во тоа. Делимично. Делумно. Но скапо ќе го платат. Заради тоа што на луѓето прилично многу им се разјасни. Прилично многу работи им се разјаснија дека овие се всушност само инструмент кој што требаше да одработи нечиста работа во Македонија заради некои поголеми можеби прашања и така натака, но не се тоа. Можеш ли да шпекулираш кои поголеми прашања? Поголеми прашања, ако ајде да оставиме тоа на страна. Знам дека како политичар е многу неблагодарно да го збориш. Не сме неписмени си. Колеги новинари многу отворено го говорат. Тоа е друго. Јас сепак носам некоја одговорност и ќе постапувам согласно со таа одговорност, па макар и ти би ме испцол тука, како да ти кажам. Океј. Значи, мислам дека дел од луѓето во раководството на СДСМ не се ни свесни во каков инструмент стана. Да? И чиј инструмент. Да, имаш такво чувство? Дел. Не сите, дел. Омразата помеѓу луѓето. Пцовки, социјални мрежи, напади, навреди, закани. Хејтање дури и фино звучи. Збор кој не постоел. Јанко, тоа им беше целта. Они се обидоа да предизвикаат конфликт на улица. Се обидоа да направат конфликт со полиција. Се обидоа да направат конфликти помеѓу луѓе со луѓе. Не може да им го возможиме. Зошто? Не е овој народ таков. Не сме ние такви. Не си ти таков. Не се луѓе што не гледаат. Ама критиките се дека многу им попуштавте. Не бе, Јанко. Не бе, нека бидат критиките такви. Океј, ако треба некој да е одговорен за тоа, ќе бидеме одговорни за тоа. Работата беше како да се изведе целиот процес, кога имаш наспроти луѓе кои што постапуваат ирационално, кои што не се свесни во каква улога се ставени, кои што не се свесни каков проблем продуцираат, кои што не се свесни дека нивното однесување може да не закрви за 10, за 20, за 30 години од денеска. Нашите деца се пресметуваат, а не ние. Не се свесни. И кога имаш такви луѓе, не смееш да бидеш како нив. Зашто ако бидеш како нив, им се исполнило сценариото. Разбираш? Најбитно што беше е да се канализира проблемот, да се стави во линија на движење, колку и тоа во одредени моменти да не изгледаше тешко и неприфатливо, да се канализира, да се систематизира и да се влече кон излез целата работа, за да обезбедиме сигурност и стабилност и на државата, и на граѓаните, и на стопанството. Дозволи ми, во пола минута. Пред некој ден јас објавив кај мене на профил, но го извадив од еден од дневните вестници. Индустријското производство по месеци.
човек кој што не ја следел политичката криза во Македонија, да ги види месеците, ќе му стане јасно. Зошто? Заради тоа што во првите месеци од годината, кога беше тоа со бомбите, минус 0,7, минус 2, 0,1 индустриското производство. Во мај месец, кога имавме напад на влада, протест на ССМ, митинг на ВМРО, Кумановски настани, минус 5%. Јули месец поминува. Пржино. Завршува пржин. Август плюс 13. Септември плюс 12. Октомври плюс 12. Тоа се кинески резултати. На индустријско производство. Што значи? Стабилноста, каква таква, која што се доби, значеше пораст на економија, пораст на производство. Пораст на производство значи повеќе пари во фирмите, повеќе пари во фирмите значи повеќе инвестиции значи повеќе работни места. На крај, ја не влегов во политика за да се занимавам со ирационални луѓе. Мене најголема среќа во политичкиот дел на моето функционирање во овие години е моментот кога објавивме дека ќе се рестартира Порцеланка и во моментот кога ги сечавме лентите на Маркарт во Велес. Нема посреќен момент. Заради тоа што на тој начин ти директно си им покажал на граѓаните дека нешто си изработил, си донесол нешто во својот град, си помогнал на некој начин. Ова, со целава проблематика од политичкава криза, го гледам како нужно зло. Мора да се истрпи, мора да се спроведе процесот, за да обезбедиме повторно стабилност. И изборите. Во ред, твојата проценка може да се земе во предвид и не сме, ниту еден сериозен политичар и аналитичар не смее да го исклучи и тој можем развој на настаните, кој што ти го велиш, и кој што има само одраз на локалната состојба. Не, колку што те разбрав, не е поврзано со мигрантска криза, со глобални проблеми, турско-сириски, турско-руски односи и така натаму. И тоа може да се земе во предвид. Но, јас сум сигурен, се повеќе, дека таква ќе биде прецизна пораката од граѓаните на овие избори, при тоа што на овие избори луѓето ќе излезат и ќе кажат дека тие одлучуваат. Не одлучува нити политичари, нити дипломати, нити странци, нити никој. Оваа држава е на граѓаните и тие ќе одлучат и затоа сум сигурен и комоден, знам каква ќе биде. Што ви дава сигурност? Анкетите се едни од најбитните работи, тоа се податоци од терен кои ги имат. Имате контакт со народот, со граѓаните на базите? Ја живеам во градот од кај што сум избран, секоја вечер патувам, таму сум за викенди, контактирам со луѓе, знам што размислуваат луѓето. Значи на сите Јанко им е пукнат филмот. И сите сакаат избори, знам. Да, сите сакаат избори, сакаат побрзо избори, заради тоа што имаат чувство, граѓаните имаат чувство дека државата вештачки е тероризирана година и пол и дека некој насила го прави целото ова сценарио. Значи, кога ќе кажам дека им е пукнат филмот, стварно им е пукнат филмот. Не можам да се разберам со луѓето, истите прашања што ти ми ги поставуваш тука, ми ги поставуваат кога излегувам во Велес. Зошто за ова им попуштивте, што е ова, зошто се тегне, зошто не распишете избори побрзо, зошто не ова, зошто не. Многу логични прашања. Многу логични прашања, луѓето не се во грешка кога ги поставуваат тие прашања. Ама немаат во предвид со кого ние си имаме работа. Значи убедени сте дека ќе има избори на 24-ти, со или без СДСМ? Избори на 24-ти одлука која што веќе е донесена од страна на Македонското собрание. Односно, тоа е одлука врз база на договорот од Летово, од Скопје, каде што беа подпишани 4 политички партии. Тоа е одлука врз база на изборниот законник, за кој што гласаат 4 големи политички партии. И тоа е одлука која што само ја верификуваше Македонското собрание пред 10 дена. Овој парламент ќе биде актуелен уште колку доаѓа, 20-19 дена. После тоа се распушта, си почнуваат роковите и куд кој, мили мој, како што ви кажа, може ли притисок од надвор да го промени датумот? Види, прашање на измислување на причини. Сега најголема тежина има Државната изборна комисија во поглед на прочистување на избирачкиот список. Методологијата се тегнеше, нашето чувство дека СДСМ намерно тегнеше недела 2 со давање на согласност на таа методологија за да се стеснат роковите, за да има потешкотија. Јас вака ќе ти кажам, доколку
Македонското собрание не се распуштеше со одложна одлука, со одложна примена на одлуката. А ако донесеше одлука на 24 февруар, теоретски изборите според уставот се одржуваат во рок од 45 до 60 дена од денот на распуштање. И ние донесовме одлука со одложна примена 30 дена предходно, односно преку 90, близу 100 дена од моментот на носење на одлука до спремањето на, односно одржувањето на изборите. Тоа е една работа. Друга работа, во време кога има такви компјутери, таков софтвер, ние како држава реално во споредба бар со соседството имаме изворедни бази на податоци во здравство, во фонд за здравство, во катастар, во Народна банка. Значи, оние проекти пасошко, лични карти и така биометриски пасоши и така натака. Значи, имаме изворедна база на податоци. Со овој софтвер, со оваа јачина на компјутери, сето тоа може многу брзо да се спореди, да се издвојат тие кои што може би се сомнителни или проблематични, да се провери што директно, што со дабл чек на целата работа и да се затвори процесот. На крај на криштата. И на терен. На крај на криштата. Јанко, јас гласам во избирачко место кој што има 700 гласачи, од кои што 500 излегуваат на гласање, секогаш 200 не излегуваат на гласање. На избирачкото место, на кутијата, истите 15 луѓе седат 20 години. Комшијата од четврти... Исто, така? исто и кај мене нека се за. Единствено овие од МОСТ, кога се представниците, нив не ги знаат. Ама овие партиите и од комшиите од четврти спрат... Јас живеам во голема зграда. 10 години барем колку ги памтам. Комшиите од четврти спрат се представници на СДС. Комшиите од втори спрат се представници на ВМРО. Од првата куќа тука луѓето се од СДС, од втората куќа таму, пошто мојата зграда уште 2-3 помали згради и еден пакет на куќи. Толку сме гласачкото место. И сега на тие 15 луѓе ќе им доат 200 нови, кои што не ги знаат со идентитетот тука, ќе им ги донесат од некаде. Да, а на таа улица свадба кога се прави, знаеме која е снаата што дошла у наше мало. Така? Комшиеве на Пети што го продадува станот, знаеме кој го продае станот, знаеме кој дојде у станот. Не може бе на тие луѓе да им се протне еден, а не па... Така. Но имате поддршка. Се случија неколку промени значајни. Ние како јавност имавме силно чувство дека странците се на нивна страна, на СДСМ, не на ваша, дека ги поддржуваат нивните политики, дека целта е да се сруши владата на ВМРО-ДПМН. И тоа чувство некако почна да бледе некаде веќе во ноември и во декември се случи гейм ченџер кој врвот го достигна патувањето на премиерот во Соединетите држави и средбата со Бајден. Тоа е онака општата перцепција дека после тоа како да се дојде јасно и гласно 24 април избори се иде, мора ова да заврши и така натаму. Но се заборава еден момент, а тоа е Чаушгейт. Колку реално Чаушгейт направи промена на ставот или зацврстување, зацементирување на ставот за изборите, откако излегоа доказите за очигледен, еклантантен криминал фингерај од страна на вашите политички конкуренти. Затоа ти велам, јас треба да знаеш кој ти е собеседник, така? Дали странците се сега добро информирани за таа афера? Според мој впечаток, резерва, не би говорил никогаш во нивно име, тоа е нивно право, но според мојот впечаток, тие беа фрапирани и изненадени од тој настан. Нити има информации дека такво нешто се случува, нити дека е возможно да се случува. Видете, да најдете фабрика за фалсификување на пасоши. И тоа не само на македонски. Таму се фалсификувале и турски пасоши. А турски пасоши, Јанко, не се користат за влез во Европска унија. Тие се користат за пат на исток. Најдени 120.000 украдени идентитети. Најдени избирачки списоци. Најдени лични карти, фотографии, припреми за лични карти. Најдени 70.000 снимени разговори. 70.000 снимени разговори. Ја морам да се извинам, вчера реков 7.000, 70.000, меѓу кои разговори со кои требале да бидат уценувани исламската верска заедница. Така е.
Тоа не само што е криминално, тоа е неморално, не е А етички. што е морално од сето тоа? Ајде да разберам дека во крајноста на политичката борба понекогаш не се бираат средства. Еве можам да разберам дури и уцената која е неморална и не етичка, ама ајде крајна цела Еко ти себе направил за да бидеш... Не можам. Не можам. Прашање на одлука на човек, така? Мене ми рекле. И политичарите се Ако луѓе. децата мои треба да преживеат, а ја треба да убијам и да крадам, нема да преживеат. Не можам да убијам, не можам да Лична крадам. одлука е. Моја одлука. Значи, ние често знаеме да се зацкриваме, таква е професијата. Не, професијата е таква како што ја прават луѓето. Така. Значи, сите сме од крв и од месо, сите потекнуваме од некое семејство, од некоја фамилија, носиме некој вредносен модел. Ако јас одлучам да постапувам нешто што е надвор од она што ме учеле мајка ми и татко ми, што сум го гледал од баба ми и од дедо ми, тогаш е мој проблем тоа. Како да ти објаснам? Значи, тој скандал е по-тежок од се претходно минатата година. Зошто? Заради тоа што соголи цела една политичка групација во која што има политичари, но за жал очигледно и твои колеги, кои што креирале фингерајки за да сменат власт. Не седнале да напишат програма. Не досаѓале кај премиерот 50 пати за да некоја фабрика или пат или улица се направи вамо или таму, туку седеле и планирале како да го зезнат Јанко, како да го уценат Петко, како да му манипулираат, да му наместат трето на Станко. И сега, јас си велам, значи, имаш луѓе кои што се полни со негативна енергија. Значи, не размислуваат што да направат, туку размислуваат што да расипат. И пак ќе ти дадам одговор. Кога си имаш работа со такви луѓе, треба да бидеш внимателен и за себе, но и за нив. Зашто тие не се внимателни ни за собствените деца. Ако на било каков начин, вие бевте многу јасни и децидни како партија, се одложи, промени датумот, било каков change да се случи, све се ресетира, целиот договор од пржино и се враќа на состојбата пред пржино. Мојот став е ваков, Јанко. Договорот од пржино има 5, 10, 15 работи во себе. Специјално обвинителство, материјали, за изборен законник, државна изборна комисија и така натаму. Оставката на Груевски 100 дена пред избори и така натаму. Вклучително и датум. И датум. Ако СДСМ го прекрши договорот ќе биде прекршен. Не може да биде прекршен само во овој сегмент и да се правиме... Значи, ако се прекрши договорот е прекршен. Ресет. Тоа е мојот став. Okay. Јасно и гласно. Ви благодарам многу. Морам уште една кратка пауза да направам и ни остана јавното обвинителство. Специјалното јавно обвинителство, се извинувам. И двете. Да видам попрецизно. Може и двете. Било како. Одиме. Многу ми е тешко. Порано ми беше полесно. Со сите вас политичари кои ќе дојдевте овде, ми беше полесно. Имав рационални прашања и добивав рационални одговори. Знаеш, ја би сакал многу лесно сега да се префрлиме. Зошто Јужен булевар еве го 10 години не е направен? Зошто Сончевиот град се одложува? Зошто овие улици и така натаму? Ке го викнам коце, ке го дрочам. Знам зашо треба да го дрочам. Зошто нема велосипедски патеки? Зошто ни го заглавивте ке? И се тоа секојдневни, нормални и логични прашања. Ја идам сега, треба да разговарам. Не дека не се случуваат и сега, ама ни го изместија фокус. Ама како не е изместија фокус? Господин Димовски, опозицијски новинар излегува денеска со јавен статус. Браво за Ван Хојте што не направил идиоти, вакви и такви, и да можам би му прожил, се парафразирам, орално задоволство кога ќе го видам. Со овие зборови уште повулгарно изразено.
И сега, која рационалност ние збориме, дека ние треба да бидеме Излегува Тамара Чаушидис и во една друга ситуација она би била херој. Доста е од платеници, овој закон ќе ги тргне платениците. Се извинувам, јас сум платеник, земам плата од Медиумов. Вие, господјо, за беспари работите, светица сте, што, монахиња? Вашиот колега излегува и нуди орално задоволство заради навреда врз македонскиот народ и тоа е во ред, све друго. И сега, нели, и сега како зборам, ај фатија логиката за да ми одговориш да така, идеме нерационално, ирационално. Се сведува па на тоа што цело време ти го велам и кога се уклучени камерите и кога се исклучени камерите. Дека треба да знаеш кој е спроти тебе. Немој да станеш таков. Ако мислиш дека не чини, немој да станеш таков. Треба ли да ги Нема голема филозофија, Јанко. Еве што мислиш ти? Треба ли да ги посочиме јавно и јасно и гласно да види народот со кого се има работа или да го игнорираме? Абе гледа народот повеќе од што било кој може да замисли, Јанко. Гледа народот, ова не е 92 година. Так. Прво интернети, медиуми, 20 телевизии имаме на македонски јазик, на 15 од нив има редовно вести, на секоја од нив различен пристап. Луѓето гледаат, читаат вестници, читаат интернет. Знаат луѓето, знаат да не одмерат, не сме од вчера, нити ја, нити ти, нити Трајче, нити Петре, што ги спомнуваме или што не ги спомнуваме во политиката. И сега ние ќе со една реченица или со две реченици ќе ги излажеме луѓето, ќе ги изманипулираме. Ти кажам во целото твое прашање кое што беше комплексно, криво ми е, не дека не се тераат работите, се тераат работите. Во меѓувреме во Велес се отвори фабрика, се рестартираше друга, се прават патишта, се прави патот за Штип, за кој што ти мислиш дека бавно се прави, ја мислам дека прв пат после 40 години се копнуе таму и супер се прави. Сега за недела две ќе почне да се прави патот од Градско за Прилеп, наместо ни со ние серпентини низ клисурање ќе се прави пат со 4 ленти од Градско за Прилеп. Практично мене ќе ми биде малте не да не речам, од Велес за Прилеп ќе ми биде све на 4 ленти. До Градско автопат, од Градско експресен пат. Се прави патот за Гевгелија, се прават водоводи, канализација. За Охрид се прави. Но фокусот на дискусијата не е изместен. Фокусот на интересот на јавноста не е изместен. И тука си сосема право. Избори што порано значи враќање на фокусот на она што ги интересира граѓаните. Ние цело време тука се занимаваме со измислени манипулации, местенки, чауши, вакви, такви. Ама слушај, според ова, нели, опозицијски, така, ако излезе Саше Политико дека орално ќе му пружи задоволство и дека е тоа добро, треба да излезе и со спротивно мислење зошто е лошо. Па и самиот ќе треба. Не, пази, јас се извинувам што ваква вулгарност изнесувам во муабетов. Ама само ова е слика и прилика. Овој негов став, он е слика и прилика на овие состојби. Он немаше да постои да не беше ваква ненормална ситуација кои ќе го поддржуваат во неговата ненормалност. Значи, нив им треба такви луѓе, нив им треба такво нешто. Он никогаш не е осуден, или он не е единствениот, он ми е најеклатантен пример затоа што ги нападна моите деца и сопруга, ама види, Јанко, ама ти секогаш имаш да речеме одреден број на луѓе што по секоја цена ќе го поддржуваат СДС, одреден број на луѓе кои што по секоја цена ќе го поддржуваат ВМРО. Ама тоа е во ред. Ама тоа не значи дека постапувањето на едните или на другите е исправно. Секогаш помеѓу имаш огромно мнозинство на граѓани кои што расудуваат, гледаат и размислуваат и вагаат. И тие сами ќе одлучат. И знаат како ќе одлучат. И знаеме сите како ќе одлучат граѓаните. Тогаш извиниме мене и јавноста нека ми извини затоа што јас се чувствувам како практикант во лудница, каде што се сретнувам само со ненормални состојби и сега вие ми велите, Јанко, не се секирај, има народ нормален, малце ми е тешко да го сватам, има. Фала Богу. Огромно мнозинство, како да кажа. Значи, ние и твојата работа, и мојата работа е со крајни ситуации да се соочуваме. Така. Значи, ја во собрание се соочувам со луѓе кои што постапуваат нерационално. Може би повеќе отколку ти во новинарство. Дадовте ли некакви инструкции на своите пратеници, соработници во парламентот после овој инцидент што се случи во... Им кажав дека СДСМ
во следните 20 на дена до моментот на распуштање на парламентот ќе прави све што е возможно да повтори тоа што неколку пати го направи досега, да влезе во физичка пресметка, односно да искреира конфликт, да направи проблем, да се збуткаат двајца противници, да летне некоја чаша, да летне некој шамар, да има проблем. Се предизвика вниманието на така наречената меѓународна заедница и тоа да биде уште една причина дека атмосферата во државата меѓу партиите не е сега добра, за да има одложување на избори. Им кажав дека ако некој пратеник на кој што јас сум координатор има возможи на СДСМ таква ситуација, тогаш им правиме услуга на нивното дестабилизирачко и конфликтно сценарио. Затоа им кажа, вие имате обврска да бидете 10 пати помирни од тоа што сте, 10 пати постабилни и 10 пати по-пресметани во своите постапки и да не им дозволите нив да си го исполнат сценариот. Нивното сценарио значи одложување на избори, одложување на конфликти, одложување на проблеми, креирање на уште подлабока криза и нивното сценарио значи пат на индустријско производство, пат на БДП, намалување на број на вработени и така натака и така натака. Тоа нас не ни е целта. Јас не сум влегол во политика за тоа. Гандиевски, ние не сме навикнати на Гандиевски. Не Гандиевски, Јанко, не Гандиевски, како да ти кажам, некогаш пука филм. Не дај Боже да дојдеме во ситуација да пукне филм, сите сме од крв и од месо. Колку и да е човек стабилен, сериозен, некогаш ќе рече, па налет нека иде све и политика и партии, Ова не се трпи. Јас сум човек од крв и од месо, нема никогаш да бидам жаба. Утре да не сум во политика, а ако пукне, пукне. Но, ние имаме малце поголема обврска од тебе. Заради тоа што моја постапка ќе се одрази на многу луѓе. Или постапка на човек во парламент, на било кој човек во парламент или во влада, ќе се одрази на многу луѓе. Моја дефектна одлука утре или во понеделник, да им речем како ќе ви прават, тие така вратете им вие, по некој шамар ќе летне, ете ти криза. Таа одлука на еден човек може да се одрази со -5%. Значи, ако станам сега со ножиците и исечам вратоврската, ќе останеш мирен. Што ќе ми направиш тоа? Така, ама Катица Јанева, специјално јавно обвинителство. Добро. Таа е резултат на преговорите во кои вие учествувате, дадовте подпис и дадовте согласност за Катица Јанева. Дали сега се каете и што е проблемот сега со специјалното јавно обвинителство? Кривични пријави за наводно за некој од истражителите таму и за некој од тимот на обвинители. Дали и вие го делите она што дел од јавноста го говори, а тоа е дека постои силна врска помеѓу специјалното јавно обвинителство и вашите политички конкуренти и дека се многу синхронизирани во своите ставови и делувања? Вака, ние наизбалансирано прашање што можем да го поставиме. Не, окей. Ќе морам јасно да одговорам, нема бегање. Вака, ние гласавме за закон за тоа обвинителство. Ја гласавме господјата Јанева за да ја обавува таа функција, го изгласавме нејзиниот буџет за да може да работи така како што треба да работи. Сите државни институции, министерства за правда, за финанси одговорија на барањата позитивно кои што она ги бараше. Нејзината улога е да ја расчисти целата оваа фама која што се крена. И ние немаме никако ништо против она да си одработи својата работа и да ги затвори овие проблеми кои што вештачки беа креирани во минатата година. Но, битно, законите и уставот, како што важат за таксистот што ќе биде казнен за погрешно паркирање од 200 евра, како што важат за тебе, како што важат за мене, важат и за господјата Јанева и за нејзиниот тим. Јас не знам што од тоа што е кажано е точно, што не е точно, но чувствувам дека она има обврска да ја убеди јавноста дека овие тврдења се неточни. Ако навистина се докаже дека обвинители уценувале, притискале, нуделе подкуп, тоа е голем дефект. Очекувате ли дека не подпишување на записник за предавање на материјали? Токму за тоа. Исто проблем. Знаете зошто? Проблем многу благо речено. Знаете, сериозен проблем. Ја велам проблемот од аспект на постапки и така натака, но е сериозен проблемот аспект на тоа дека ние на кредибилитет?
нека кредибилитет, нека се грижи она за нејзиниот кредибилитет, така? Туку? Она нека се грижи за законитост нејзиниот кредибилитет, нека на се бори целата за својот, постапка. сите ја поддржува. Не, Јанко. Ти дали знаеш колку снимки се предадени во тоа? Не. Кој гарантира дека тие снимки што се предадени таму ќе останат таму? Имам чесен Тито пионерски збор на лидерот на СДСМ кој Не, рекол Јанко, дека ги друга дал. зборам јас. Во оваа телевизија, каде што ти имаш твоја емисија, има многу камери, има многу маси, многу столчиња, многу чаши, многу овакви работи и така натаму. Еднаш во годината, Попис овој се правен субјект прави пописки, лепи лепенки, Точно све се знае тука што има секаде тука. се знае Така. по регистар. Утре ако снема, знаете што ќе снема. И кога снемало Да. и кој може да биде осомничен. Ако нема попис, како ќе знаете што снемало? Никако. Што зборуваме? И сега ќе речем, јас се надевам дека господјата Јанева ќе се избори самата за својот кредибилитет. Она е нов лик во јавноста, тоа е факт, не ја познававме претходно. Сметате дека има шанса Нормално уште да... Нормално е да биде напаѓана Добро. и да биде бранета. Добро. Како и секој друг вршител на јавна функција, односно човек што зема плата од тоа што ти си платил данок. Очекувате ли Така. дека ќе се држи до словото на законот и покрај сите овие работи, дека ќе даде добри образложенија? Ете, зошто нема записник? Не знам. Не знае. Не знам. Шпекулираме сега. Да, шпекулираме. Не можам да речам нити да, не можам да речам ниту не. Ако се докажат како точни овие постапки кои што ги имале некои од нејзините луѓе во тимот, тоа е многу сериозен проблем за начинот на кој што функционира таа институција и во тој случај никој нема нити право, нити обврска да верува во таа институција. Непотпишувањето на записник е кршење на закон, е голем ризик и остава сомнеш дека можеби тоа свесно се направило. Дај Боже да не е свесно направено, дај Боже да ни функционира системот како што треба. Ке имаат секако шанса да го докажат својот кредибилитет и своето постапување. Јас сум сигурен дека и јас, и вие, и сите граѓани, секој чекор кој што го прави тоа обвинителство го следиме и дека ќе знаеме во првата секунда дали нешто е насилено, монтирано, креирано или е постапено по линија на закон. На крај на криштата, тоа е само еден од органите во државната власт. Си има првостепен суд, си има второстепен, си има третостепен, односно врховен суд, си има постапки. Значи, ја може ќе имам намера да ти направам штета тебе, монтирано, креирано, наместено, ама на крај има инстанци кои што ќе ценат еднаш, два пати, три пати. Ако некој направи проблем, ако некој направил прекршок на закон, никој не бега од тоа дека треба да се одговара. Но исто така и креирање на некој дека правил проблем е правење на проблем. За избирачките списоци уште еднаш. Вие долго сте во политика и добро ја познавате методологијата, системот и начинот на кој функционираат изборите во Македонија. Добро. И тие избирачки списоци. Ние со 2 децении и повеќе сме под силна контрола на меѓународната заедница, така? Така е. Што би требало да гарантира на некој начин дека злоупотребите ги нема. Не дека не се случуваат, туку дека се минимални. Какви беа избирачките списоци, за разлика од денес, не зборам, тогаш умрели се родиле многу луѓе, 2006 година. Тогаш со вакви избирачки списоци, колку се разликуваат тогаш кога СДСМ до 2002 дали до 2000-та луѓето кои одеа на гласање се допишу, ако ги нема на список ги запишуваа во тефтерче. Дошол на гласање, се сеќаваш? Да, врз основа на лична карта. Да. Одиш со лична карта, те допишуваа со пенкалци или со моливче. Така да тоа е приказка за мали деца. Ајде да искористам каква манипулација се прави. Значи, според мене, не дека нема дефекти во избирачкиот список, како да ти кажам, во математичка формула ќе можеш да имаш проблем, а не па во толкава една маса од податоци. Но дали е во рамки на нормала или не. Се види каков спин, популарно наречено, односно манипулација се прави со граѓаните. 200 пати во минатите 2 години излегуваат политичари од опозицијата и викаат како може во држава со 2 милиони да има 1.800.000 гласачи, така? И на прв печаток тоа е збунка. Си речеш, стварно бе, па зар само 200.000 се под 18 години? Не, валјда не, повеќе се, така? Бар 1/4 би биле под 18 години. Е сега види, избирачкиот список
не се прави врз база на бројот на жители на државата. Туку се прави врз база на регистерот на државјани на државата. Што е разлика помеѓу жител и државјанин? Жител е оној кој што живее во Македонија, а државјанин е оној кој што има државјанство и пасош на Македонија. Сега, Македонија има апроксиметли 2 милиони жители, но има повеќе од 2,4 милиони државјани. Што значи? Дека најмалку 400.000 луѓе со македонски пасош не се жители на Македонија. А избирачкиот список не се прави врз база на тие што живеат во Македонија, туку врз база на државјаните. Зошто? Заради тоа што нашиот устав вели секој државјанин на Република Македонија има право да гласа и да биде гласан. Од 2,4 милиони регистар на државјани, 1,7 или 1,8 милиони запишани гласачи. Изгледа логично? Изгледа логично. Овој регистар на државјани го води Министерството за внатрешни работи. Таму има министер од СДСМ, таму има кабинет од СДСМ, таму има началници од СДСМ. Клик, провери бе бато. Провери дали има дупло државјанство, дали има дупли документи, дали има дупли биометриски пасоши. Не ја замари 2 години цела јавност, не ја тормози државата, не ја влече економијата надолу. Се е лесно проверено. Со вакви манипулации, Јанко, ние се малтретираме, се обидуваме да се објасниме и празно, тапкаме. Зошто? Заради тоа што едната страна од двете битни страни на оваа сцена нема сила и нема храброст да излезе со економска програма, со даночна програма, со социјална програма, со програма за земјоделие, со програма за инфраструктурна обнова на државата. Сега не се занимаваме со тоа, со што треба се занимаваме со манипулации, местенки, монтажи, спинувања, наслови по весници, по портали, кој кого го зезнал, кој на кого што му напишал, кој на Фейсбук го зачутил некој друг. Као да тоа е најбитна работа. По четврти пат вечерва. Иако ми одговори многу јасно и гласно. По четврти пат те прашувам. Ке има ли избори на 24-ти? Јас гласав за избори на 24-ти и друго не мислам дека би гласал било како. Какви ќе бидат резултатите од изборите? Малце, да не биде... Биде. Ти реков, се договоривме, ќе останеш да збориш, шпекулирај. Не барам, никој не очекува дека можеш точно да предвидиш. Не можам да шпекулирам. Но сакам, не можам да шпекулирам. Можеш да шпекулираш. Ако сакаш. Не, ќе бидам сигурен. Okay. Бидам сигурен. Добро. Прво, резултатот на изборите ќе биде плод на желбата на народот да си ја врати државата во свој раце. По-конкретно твое мислење. По-конкретно. Резултатот ќе биде ист во број на пратеници или уште подобар во полза на ВМРО. Од последните избори. Од последните избори во 2014 година. Запиши го ова. Благодарам многу за вечерашното гостување и за опширното интервју. Благодарам и тебе на поканата и на провокативните прашања. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.